Здраво, ова е 361-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Гранд ЖТ на Изабел Стевер, во кој станува збор за Надја, глумена од Сара Невада Гретер, која, за да може да се фокусира на незината балетска кариера, живее одвоен живот од незиниот син Марио, за кого се грижи незината мајка, со кој Надја се пресретнува многу години подоцна, откако е пораснат и помеѓу нив се јавува поврзаност која што ги надминува границите на мајчинската љубов. Еден од поголемите предизвици во Видеологија ми представува потрагата по оправдување на тематската содржина, отколку валоризирање на визуелната естетика на артхаус филмот, затоа што очите не може да се прелажат, ама за да се разубеди мозокот, тоа бара ментална гимнастика, во овој случај балет. Инцестот во случајот на филмот представува интимен сексуален однос помеѓу мајката и синот во рамките на уметничките домени, кој е етаблиран чин уште од инкорпорирањето на елементите на едиповиот комплекс во творбите. Во поново време не треба да го вклучите бољерот во главата за да го откриете извориштето на тематската одредница на филмот, која што понира од опсегот на порнографскиот филм, меѓутоа треба да подлегне на категоризација во која е реализирана со филмскиот вокабулар на артхаус естетиката. Додека Джес Франко, Вангелис Сердарис и Киоши Куросава ги истражуваа овие пространства во домените на еротскиот филм на 70-тите и 80-тите години, Бернардо Бертолучи во Луна од 1979 година ја портретизираше оперската пејачка која спие со незиниот син кој е навлечен на хероин. Луис Мал и Девид О. Расел наивно ја допреле оваа проблематика во Murmur of the Heart од 1971 и Spanking the Monkey од 1994 година, асоцира и на Нормал од 2007 година во режија на Карл Бесај, кај што во прашање со однос на маќеја и син, но во европскиот артхаус филм ретко кој, како Изабел Упер, се осмелил да се доближи до табу темата, најпрвен во сексуалните наезди на учителката по пијано во Пијано тичер на Ханеке, меѓутоа во рангот на забранетата љубов помеѓу мајка и син, мора да се напомене Мамер од 2004 година на Кристоф Оноре, како водилка на синот во светот на хедонизмот. Ева Грин го носеше во себе плодот на незиниот потомок во научно-фантастичниот Вумб од 2010 година во режија на Бенедакт Флигауф. Джулиан Мур се најде во оваа позиција во Savage Grace од 2007 година. Нил Джордан го чуваше овој имењето како причинител за пресвртот во The Miracle од 1991 година, а ако одиме кон исток, инцестуозните теми ќе може да ги најдете во сегментот Дао Нора Сон од 2020 година на Илија Кржановски и преку символиката на зариениот нож во Моебиус од 2013 година на Ким Ки-дук, така што ако бараме тематско гнездо во кое може да се постави Гранд ЖТ, тогаш е друштвото на овие филмови и сепак ќе се издвои од нив поради собствената радикализација. Најпред, трансгресивноста е иницирана во перверзниот миг во кој синот ја импресионира својата мајка во надпреварот со врзана кугла за половиот орган, меѓутоа нивната телесна популација ги провоцира филмските норми во чинот на мастурбирање на синот, кое не е симулирано, туку е стимулирано, кај што филмот го прави тој еминентен скок во експлицитноста која што француските екстремисти си ја допуштаа во изминатите децении. Интелектуалниот скок во воздух од едната на друга нога, кој треба да го направите, се состои во проекцијата за тоа каков е третманот на ликовите на нивните собствени тела. Имено, и во случајот на мајката и синот, телата се подлегнати на ригорозен стрес и физичка тортура, дали се во прашање долгочасовните балетски репетиции на мајката или пак е тоа држење на куглата со органот на синот, двајцата се себе казнуваат и наоѓаат мазохистичко уживање во болката и мајката одлучува дека празната позиција која треба да биде пополнета од животниот партнер ќе биде
за земена од незиниот син, кој е согласен за доделената улога. За разлика од неколку од реферираните филмови во кои малолетни се синовите и инцестот преминува во педофилија, во Гранжите да речеме дека синот има доволно години за свесно да ја донесе одлуката, започнувајќи љубовнички свет во кој навидум нема реперкусии за забранетата љубов иницирана од мајката. Свет во кој приспивната песна кон незиниот син наоѓа нова намена кога е во прашање неговото дете. Јас му пристапувам на филмот низ призмата на телесниот хорор, со оглед на тоа што Надја е препознаена како балерина, односно нејзиното тело е изразно средство, но кога тоа ќе започне да откажува послушност и се распаѓа, согледуваме дека таа е негов слуга и во мигот кога ќе оди во незината соба, која сега е во состанок на незиниот млад син, се јавува желбата од потреба на младоста. Не баре вампир, па мора да се прехрани со младоста на Марио, за да добие една нова цел во животот. А Марио да си остане изгубен талкач низ животот со неговите отсутни и инертни погледи. Сечие тело е скршено, па дури и тоа на бабата која има срцеви болести наспроти кожните болести на балерината. Сепак, Надја не се запознава со незиниот син, туку со некој странец кој ја привлекува и тука се начнува незината мотивираност во оваа нејзина настрана бајка. Марио, кој исто така го става под притисок со стеното тело, горд е на неговиот изглед, што може да се заклучи од погледите во огледало и може би е дополнителен фактор за заљубувањето на Надја. Во секој случај, двајцата сакаат да ги изведуваат своите способности пред на собраната публика, без разлика дали е таа во подземни клубови или опера и балет. Сентенцата "видиме што можам да направам" е заемна водилка. Надја има дечко, ама нема место за него во комодитетот на еденскиот стан на Марио и Надја, оттргнати од околината, така што не е баш лесно изнаоѓањето на субститут за љубов за неа, со оглед на тоа што не се далекосежни ингеренциите на дечкото. Може би само сексуалната репресија кај Надја бара свое канализирање со вистинскиот избраник. Може би ескапизмот од окружувањето и доближувањето до синот е единствениот начин на кој умее оваа мајка да го сака своето чедо. Впечатливи се и еротските сцени во љубовното гнездо и инвентивен е потфатот да се кадрираат ликови на маргините на кадарот, додека вон кадар се одвива сексуалниот чин по една сцена. Запамтлива ќе остане и домашната задача која градира во мастурбаторски подвиг, а играта со фокусот секогаш е добре дојде на кога се сцени за самозадоволување со предмети во прашање. Најпрви не ангажирана сценаристката Стерлинг да го напише романот Фуезоге од 2017 година, па потоа истиот тој роман да се обиде да го адаптира на филмско сценарио, откако надолго и на широко ќе бидат разработени побудите на ликовите, кои првично биле замислени како буржуи и синот живее со таткото, а не бабата, ама поефективно е ако се од работничка класа во која и мајката и синот ќе се обидуваат да го добијат вниманието на бабата. Музиката на Томас Манхолм инволвира танц на електронски бит, кај што пламти анималистичкиот нагон наспроти елеганцијата на балетот кој представува контрапункт, потоа има джез композиција со дувачки инструмент која што е од помош во сцената со килограмите, да делува сомнабулно, но тоа се сосема минималистички музички интервенции. Штуроста на европскиот артхаус филм е евидентна. Директорот на фотографија, Константин Компеан, снима на рака и камерата е поставена над линијата на очите на ликовите, со што се поставува воајерска дистанцираност помеѓу гледачот и рибите во аквариум. Уште една дистинктивна стилска одредница е фрагментаризацијата на телата на ликовите во кадар, тактилност во манир на една Виржин и Сен Мартин, така што има доволно крупни планови на стапала за секој тарантиновец и гро планови на рацете за да се задоволи секој бресоновец. Снима со тесниот 1.55 наспроти 1 аспект ratio, лицата на ликовите се кријат, не може да се спознаат до крај, со атипични агли на поставеност на камерата за дезориентирање на гледачот, за да ја наруши рамнотежата на неговите мерила и вредности и да се впушти во дисбалансот во кој што живеат ликовите. Постојачко е очудувањето со самото фрагментирање на телата на ликовите, кое треба да го сошие во монтажата Пол Гробел во едно кохезивно дело, во што и успева при овие продирања во интимата, ама на крајот на денот се над 100 минути
поминати со двата лика ќе биде екзибиционизам во празно. Германската режисерка Изабел Стевер, по снимањето на незините кратки психолошки хорор филмови кон крајот на 90-тите, во кои ги ставаната 5 сексуалните перверзии на аристократите во Реквиемот за малото нешто, или со обраќањата несреќа која го менува животот на прегазувачот во A Touch of Heaven, за да го сними првиот долгигран филм Beach Bikini Party од 1999 година, во кој Майкл Маркфорд се бори со 5 жени во бикини. По 2002 година ја прикажа нескрутливата природа на младоженците во Portrait of a Married Couple, а во 2005 година адаптира дело на писателката Анке Стерлинг во филмот Гизела, во кој е прикажан еден љубовен триаголник помеѓу двајца момци и една девојка. Во 2010 година го режира Glückliche Fügung, односно Blessed Events, како што е дистрибуиран, кој исто така е адаптација на дело на Стерлинг, во кој бремена девојка се вселува кај низиниот дечко и се обседнува со неговата соседка, филм во кој глуми Арно Фришо од Funny Games. Низиниот предпоследен филм е од 2015 година, The Weather Inside, во кој Доротеја е растргната помеѓу низината љубовна афера со заводливото момче и низината работна обврска во посредништвото во земјата во развој, која се наоѓа на среде воен конфликт. Така што филмовите на Изабела се предводени од јасно изградени женски ликови, неретко ги става нивните сексуални сласти во преден план, затоа што сите тие трагаат по некој што ќе може да се носи со нивните емоционални и физички потреби, растргнати помеѓу конвенциите на заедницата или општеството. Незиниот најнов филм пати од недлабоко истражената потреба за копулација на мајката со синот, ниту пак ги соочува со последиците на нивните одлуки во рамки на околината во која функционираат, што е доста симптоматично затоа што првиот суд за нивната блискост ќе дојде од најблиските. Визуелната фрагментација на ликовите понекогаш е недоволно естетско решение за артистичко оправдување на перверзијата, која сметам дека треба да ја има, па макар и по цена на шупливоста на творбата, затоа што некои граници мора да се преминат, за да се погледне во иднина подалеку од тоа што можеме денес. Имам огромна почит за дистрибутерот на филмот Altered Innocence и како не би имал за луѓето кои ги имаат правата за Irreversible, но тие беа потписници на еден друг филм, во кој говоре во видеологија, односно Adoration. Во нивниот маркантен каталог имаат coming of age наслови и queer филмови и имаат оддел за реставрирање и зачувување на култни queer наслови во едицијата Anus Film, поседувајќи го и инцестуозниот белгиски Home од 2016 година, така што радикалниот Grand GT го има најдено вистинскиот дом. За разлика од одвратниот фамилиарен филм кој победи минатата година на Берлинале, Grand GT, овој шокантен и радикален филм кој исто така беше селектиран на фестивалот, заврши во селекцијата Панорама и сметам дека има доволно силен стисок на артистичките заби за да биде синоним за правецот на кој во минатото се движел Берлинале и сакам да го погледнам во иднина како крши табуа, а не како слави халмаркови лимонади. Потоа филмот беше прикажан на Бушеон, Гижон и неколку други филмски фестивали од понизок ранг. Радикален, субверзивен филм кој смело пенетрира во создавањето на една забранета љубов, на два лика кои уживаат во тестирањето на границите на издржливоста на нивните тела, не баре сакаат да се ослободат од нив, за да можат да бидат еден со друг. Филм наменет за љубителите на делата на Ханеке, Трир, француските екстремисти и сите љубопитни гледачи кои не се плашат да погледнат како се кршат филмски табуа, филм кој не е наменет за тие што се прават паметни, дека вакви безобразни дела немаат место во филмската уметност. Нема естетска, ниту морална оправданост за инцест во филм, па во делото во прашање не е фетиш, туку преувеличена фантазија, односно настрана бајка без последици. Ако морам да го евалуирам, тогаш Grand GT од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 261-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и поснатите рецензии на виртуелната полица и благодарам за вниманието. Поздрав!